Благодарам, председателе, почитувани пратеници, почитуван колега Тречулевски. Накратко само сакам неколку работи да кажам за оваа тема. Прво, тоа што го имаме од 2018 година. Значи, во 2018 година тука на оваа говорница ги предупредувавме колегите од СДСМ и ДУИ дека носат незаконита одлука, кога без било каков основ, со скратен мандат, ги разрешија сите членови на второстепената комисија за одлучување во управна постапка и работен однос. За да ја постават на чело на оваа комисија господјата Даница Чадиева, која што во првиот мандат беше председател на општинска организација на ЛДП, а во вториот мандат направи трансфер и стана председател на општинска организација на СДСМ. Не знам дали има опција и за трет трансфер, но без разлика сметам дека партизацијата веќе беше направена со оваа господја, која што на многу несоодветен начин ја водеше комисијата. Што е штетата за државата? Штетата за државата е што за прв пат во 2020 година, во јуни 2020 година, ја имаме првата пресуда во историјата на македонското судство, која што е донесена и со која што се поништува одлука на собранието донесена на пленарна седница. Управниот суд ја поништи одлуката што ја донесува незаконито СДСМ и ДУИ во 2018 година и не само тоа, сега врз основа на таа одлука, оние кои што биле оштетени и тогаш незаконито разрешени, имаат веќе право, а не за некои од нив се донесени и пресуди за надомесна штета. Значи, две штети има претрпена оваа комисија. Прво, партизирање со председател на општинска организација на СДСМ, што е неспоиво со второстепен орган, кој што треба независно да одлучува, и второ, незаконитото разрешување од 2018 година, сега овој буџет на Република Македонија и граѓаните индиректно ќе ги плаќаат штетите кои што се предизвикани со една ваква незаконита одлука. И затоа сметам дека таков пример ниту сега, ниту во иднина треба да се повтори. Пример како Даница Чадиева на чело на една регулаторна комисија не е добар пример за било кои стандарди ниту во Европа, ниту во Македонија. Благодарам многу.